Со долгови и блокирани сметки се соочуваат здравствените институции ширум државата. Правичните бројки покажуваат дека болниците и здравствените домови должат над 51 милион евра. Пред само неколку месеци, поради долг од 1,5 милион денари, беше блокирана и сметката на здравствениот дом во Пробиштип. Министерот за здравство Филипче вели дека речиси сите здравствени институции пливаат во долгови. Во многу здравствени институции се соочивме со блокада на сметката. Мораше да се интервенира со дополнителна сума на пари или преку програмите од Министерството за здравство, или со дополнителна сума на пари во форма на аванс од страна на Фондот за здравствено осигурување за да се надминат тие блокади. И тоа што сега го правиме на ниво на сите јавни здравствени институции во земјата е соодветен начин и план за исплата на долговите пред се према надворешните договувачи. Со тоа сакаме да ставиме ред во исплатата и да не се соочат ниту во иднина ниту една јавна здравствена установа со блокада на сметката, а со тоа да се компрометира и нормалниот процес на работење. Иако калкулациите покажуваат дека здравствените институции должат над 51 милион евра, Филипче појаснува дека висината на долговите ќе се знае, но откако ќе завршат целосните пресметки кои се прават во моментот. Што се однесува до внатрешните долгови, во овој момент се прави анализа на ниво на сите јавни здравствени институции, која институција на која колку должи и врз основа на тоа да направиме соодветен план за подмирување и на тие долгови. Пред еден месец директорот на Штипската болница се пофали дека успеале да подмират голем дел од заостанатите долгови. Од вкупно 24 милиони денари долг кон трансфузиологија, исплатени се 18 милиони, а до крајот на годината долгот и целосно ќе биде анулиран. Од сопствената сметка Штипската болница на своите вработени им исплати 145.000 евра по основ на исплатени дежурства за изминатите 3 години.